Се вклучуваме во живо од општина Шуто Ризари во основното училиште 26 јули. Таму е колегата Игор Манасиевски. Игор, ајде да чуеме како таму тече изборниот процес во оваа населба. Така, Борче, се јавуваме од општина Шуто Ризари. Изборниот ден тука за сега тече мирно, нормално, без никакви проблеми. Специфично зошто сме дојдени во Шуто Ризари е бидејќи тука се 3 гласачки места каде што има прегласување, каде што буквално има 3 кутии и 3 ливчиња добиваат гласачите. Освен за градоначалник на град Скопје и за градоначалник на Шуто Ризари, тука на 3 избирачки места има прегласување, односно повторно гласање за листите за советници. Прегласувањето е заради поништувањето е по приговорите и по одлуката на управниот суд, доаѓа до прегласување. Ние видовме и на лице место како изгледа тој процес, дека буквално се 3 кутии, секој гласач добива по 3 ливчиња тука, и дел од комисиите кои што ги затекнавме на тие избирачки места ни кажа дека се донесени од други изборни места за да го следат процесот. Не знаеа точно за што се работи, кои се причините зашто има 3 ливчиња, не ги знаеа тие информации, само знаат дека треба да го проследат процесот до крај. Да ги погледнеме изјавите на председателите на избирачките места. Гласањето започна во најдобар ред. Почнавме во 7 часот и 00 минути. До сега имавме неколку гласачи дојдоа гласа, се во најмирен ред. Денес имате 2 ливчиња тука на овој избирачко место. Да, се гласа денес за градоначалник на град Скопје и градоначалник на општина Шуто Ризари. Не е од оние избирачки места каде што има и плюс советници? Не. Да, тука се е само за градоначалник на општина Шуто Ризари и за градоначалник на град Скопје. Вообичаено е вака од Сабајле да нема толку луѓе? Како беше првиот круг? Споредба? Исто така, да, Сабајлето малку нема толку одзивност, Поручек е поголемата одзивност на гласачи. Во 7 почна денот на гласање. До сега имаме малку број на гласачи, ама за раните утрински часови е вообичаено. Тоа е тоа. Тука се гласа на 3 ливчиња. На 3 ливчиња, да, имаме прегласување за советник на општина Шуто Ризари. И другите две се за градоначалници? Градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје. Еве денеска го почнавме официјално и гледното на гласање. Во 7 часот е отворено избирачкото место. Имавме двајца болни кои вчера бевме на домашна посета да ги посетиме и гласа. Сега за сега тече гласањето уредно, активиран е убигот, избирачкиот список е тука, гласачките ливчиња се тука, избирачкиот одмор функционира во полн состав, така да очекуваме да имаме убав, онака практичен и мирен изборен ден. Така, како што се очекувањата и на председателите на избирачките места, така и тече изборниот ден. Одно што можеме да го забележиме веќе како развива денот, се зголемува и раздвиженоста на граѓаните кои доаѓаат на гласање, и во анкетата, во разговорите со нив ги прашавме кои се очекувањата од идниот градоначалник по завршувањето на изборите, па да ги погледнеме и нивните ставови. Кои се главните приоритети за Шуто Ризари? Улиците, канализациите, светлата, тоа е европски како што е у Европа и да има и кај нас. Ништо повеќе. Ништо повеќе. Тоа е. Спортско нешто за децата, нормално канализација да имаме. Тоа е. Нормални услови. Па нормално да се живе како секој што живеат, така и ние. За децата, за младината да е добро. Најважно треба да биде уредно, да прават она што обеќаваат, да биде убаво за цел народ. Во секоја општина да биде добро тоа што обеќаат, да не го направат. Граѓаните што очекуваат, што е најважно од како ќе седне на фотелјата, што треба да се работи најважно? Патовите, школите, децата да идат у школа. Тоа е друго. Да се подобри инфраструктура, ѓубрето од шутке да се исфрли, тоа најважно е тоа. Како прво на прво, значи би треба да бидат улиците наши, школите, да бидат, и сакам да ти кажам, и еве го, значи првенството нашите деца, нашите внуци да бидат во добра состојба, во добар пат да газат, во добро училиште имат. Така, тоа беа очекувањата на граѓаните од идните власти.
спомнав и на почетокот, во Шуто Оризари има специфична ситуација, дел од избирачките места, односно на 3 избирачки места има по 3 ливчиња, а друга специфична ситуација на овој втор круг избори е тоа што во 4 општини, во Гостивар, Врапчише, Центар Жупа и Маврово Ростуше, изборниот процес е целносно поништен заради тоа што немало доволен цензус во првиот круг и таму буквално целиот изборен процес ќе почне од нула, од почеток и тоа во рок од 60 дена откако ќе биде и официјалното прогласување на резултатите. Ние ги следиме денеска текот на изборите, како ќе се одвива, пак ќе информираме дополнително. Така, ти благодарам Игор Манасиевски за текот на гласањето од Скопската општина Шуто Оризари.